дали да вработам повеќе луѓе или да вработам еден по еден. Токму тука денеска ќе зборуваме во оваа епизода дали е подобро да се вработаве повеќе луѓе, што се предностите, што се недостатоците, што треба да имаме како претходно, како подготовка и дали е подобро првата или втората варијанта. Кога зборуваме за повеќе вработувања, најчесто што се случува, имаме две ситуации, а тоа е дали започнуваме нова продажна единица или нов бизнис или нова гранка, или сакаме да го унапредиме постоечкото работење. За да биде попластично објаснето, ова ќе го објаснам со, например, доаѓањето на Lidl во Македонија, имаат во план да отворат повеќе продажни единици, нели, плюс магазински простор, логистика, значи ќе има сет на вработувања. Што ова ни кажува? Тоа значи дека во оваа ситуација сигурно дека Lidl нема да си дозволи да вработува еден по еден човек и наместо да ги отвори сите 20 и неколку продавници во еден период, да речеме во 1-2 години, тоа да го продолговлекува, нели, и додека го комплетира тимот да трае тоа бесконечно или 20-30 години, туку напротив, имаат јасна стратегија во смисла јасни системи, ментор во компанија, едукација и вовед на вработување, искуство, стекнување и пракса, и на тој начин би значило дека кога ќе дојде денот да сечат лента и да започнат, нели, со работа, буквално го имаат подготвено цел тим, имаат воведено тој тим одел на пракса, тие луѓе се водени од ментори, што значи дека дента кога ќе ја сечат лентата, овие луѓе буквално ќе почнат со работа како да се во Lidl вработени можеби 3, 5 или повеќе години. Кога станува збор за втората сега ситуација, а тоа е дека се наоѓаш во бизнис, па имаш потреба, нели, дали можеби се испразниле тие работни места, напуштиле вработените или можеби си ја одолговлекувал, нели, намерата да вработиш повеќе луѓе и сега ти доаѓа одеднаш, нели, потреба да вработиш 2, 3 или 5 луѓе. Што е проблемот со оваа ситуација и зошто во оваа ситуација не е паметно да се вработат повеќе луѓе одеднаш? Првото нешто што се случува во пракса, а тоа е синдромот на староседелци и новоседелци, што би значело дека колку ние и да мислиме дека сме напредни, дека цивилизацијата е отидната на повисоко ниво, дека сме ние луѓе со повисока интелигенција, дека во минатото, нели, луѓето не биле толку умни, интелигентни и дека, нели, сме еволуирале, колку тоа и да го мислиме, сепак ние во нашиот рептилен мозок, нели, а тоа е најпримитивниот кој што не чува, нели, и не одржува во основните животни функции, храна, воздух, преживување, размножување и сигурност, безбедност, тоа значи дека овој рептилен мозок се уште во него ги содржи основните човечки потреби, идентично и кога сме живееле во заедници. А тоа значи дека штом вработиш 2-3 луѓе одеднаш, веднаш се делат на табори, на новоседелци и староседелци, и буквално овие нови вработени, старите кои што ти се постоечки вработени, уште веднаш, уште од првата минута ги чувствуваат како страно тело, како вишок и уште да биде поголем проблемот. Најчесто што забележувам во искуство, со работка со клиентите, дека најчесто на нововработените им даваме многу поголеми бенефити, не велам дека е лошо, туку сакам само да размислиш на сето ова што зборувам. Најчесто на нововработените им даваме многу поголеми бенефити, ги спуштаме критериумите многу пониско, знаеме и свесни сме дека изборот во сегашната ситуација во државата нема толку готов кадар, нема толку простор за вработување на луѓе, и нормално дека ги спуштаме критериумите колку да ја затвориме нашата потреба од работни места, а тоа значи дека веднаш се јавува проблем кај постоечките вработени, или еве ти пример, она што најчесто размислуваат е следно. Кога јас влегов на работа, влегов со 200 евра, пример, додека добив своја канцеларија, свој компјутер, поминаа 3 години, додека ми даде службен телефон, поминаа 10 години, додека јас се стабилизирав, добив, не знам, К15, одмори, привилегии, чуда, поминаа 15 години, а гледај денешниве со прво доаѓање, добива и телефон, добива службен автомобил, добива одмор, добива социјално осигурување, добива, не знам, можеби здравствено приватно осигурување, односно сите оние бенефити на кои што на постарите им требало години да ги добијат,
денеска ги даваат, нели, работодавците под дефолт, и ова буквално доведува да луѓето кои што се староседелците едноставно имаат предрасуди кон овие новите, и доколку не си свесен за сето ова и немаш јасен план како да ги воведеш во твојата компанија и сето ова да го истераш до крај, тоа значи дека најчесто старите вработени сега ќе ги саботираат новите, и еве ти го како се создава рак во компанија, затоа што зависно од карактерните особини, овие луѓе кои што се староседелци буквално ги саботираат, не го пренесуваат знаењето, ги пуштаат намерно да прават грешки, а се со цел за да си го оправдаат своето присуство и да ти покажат колку они се вредни, колку ти не можеш без нив, и сето ова те води во шума, односно во грешни заклучоци. Токму затоа, доколку имаш потреба да вработиш повеќе од, не знам, еден човек, поготово кога се работи на различни работни позиции, ова првата задача која што мораш, ова не е прашање дали треба, туку едноставно мораш да го направиш, е буквално да размислиш дали имаш систем за воведување на работно место, а пред да го креираш тој систем за вработување и воведување на работно место, првата задача која што треба да ја размислиш, односно прашање да си го поставиш, е буквално дали имаш јасно во твојот ум и на хартија поставено во делот на организацијска структура која работна позиција треба да работи овој човек. И знам дека ова е предизвик, затоа што постоечките вработени секако дека работеле, во најчест случај генерализирам, повеќе работни функции, односно извршувале задачи за повеќе вработени. Ова е замка, не значи дека тие луѓе се надпросечни, продуктивни, ефикасни или интелигентни, па тие можат да заменат 3 работни места. Секако ако работаат 3, заменуваат тројца, тоа значи дека ќе работат по 30% од работите и никаде 100% на една задача, што значи дека имаме повторно ист временски распон, повторно имаме ист капацитет, само едноставно луѓето во таа фаза заменувале повеќе работни позиции, но ова тебе ти е јасно, на вработените не им е јасно, затоа што често пати они размислуваат дека они сега заменуваат тројца, а земаат плата како за еден. Па си вика, штом јас до вчера работев за тројца луѓе, нели, да речеме продавач, магационер и дистрибутер, тоа значи дека он треба да зема 3 плати, а реалноста е дека има 8 работни часа и дека во рамките на тие 8 работни часа тој ги работа трите улоги, нели, трите функции ги работи по одреден временски интервал. Но ова, повторно ќе кажам, јас и ти го знаеме, но на овој начин работник не размислува, туку гледа од свој агол. Токму затоа е важно да направиш организацијска структура, кои работни позиции ти се пополнети, кои ти се слободни, кои треба работни задачи да ги работи, на права, надлежности, кому носи одговорности и се останато, што значи колку појасно ова е дефинирано, толку може полесно и побезболно и правилно да се, нели, испорача, односно да се имплементира во бизнисот. Она што е исто така проблем, најчесто во оваа фаза често велат луѓето, абе знаеш, ние имаме многу работа и често пати размислувам дека ако вработам човек, а не ми е претходно организиран фирмата, бизнисот, дека може би овие луѓе ќе не затекнат во хаотична ситуација или лошо организирани и може би тоа ќе биде причина и да не се задржи или, нели, да ја напушти фирмата. И ова е ништо друго, освен верување, затоа што ние сме научени да не се прикажуваме ранливи, отворени и искрени, и од друга страна се правиме нешто што не сме, па едни предприемачи на интервјуто ќе даваат лажни ветувања, односно намерите кои што сакаат во иднина да ги прават, но не ги направиле, и тоа нововработениот веднаш го чувствува, за недела 2-3 ќе види колку е саатот, и јасно му е дали тие ветувања ти ги исполнуваш или само имаш желба тоа да го направиш. И втора работа е едноставно зошто да лажеш, зошто да си комплицираш, зошто да се правиш нешто што не си, кога едноставно можеш слободно, искрено и јасно да им кажеш дека токму поради зголемен обем на работа, дека токму поради хаотичноста, дека токму поради лошата организација, дека првенствена цел ти е да ги пополниш тие работни места,
за тоа време додека они се едуцираат, додека се прилагодат, дека ти ќе изградиш систем и дека оваа хаотична ситуација која што навиду можеби изгледа едноставно дека нема да биде долгорочен процес, туку ќе се затвори за месец, два или три, како и да е, и погрижи се на вистина да го затвориш за месец, два или три. И сега додека го зборувам ова, се подсетив на еден мој пријател кој што вели не е проблем да лажеш на состанок и не е проблем, инаку комерцијалист, фантастичен човек, вика не е проблем да лажеш на состанок, не е проблем да ги преувеличуваш работите, не е проблем да ветуваш нешто што во моментот не си сигурен или не можеш или не си планирал да го направиш, но поентата е после тој разговор да земеш лист и пенкало да ги запишеш сите ветувања кои што си ги дал, односно потенцијални лажги, и погрижи се да ги имплементираш. И доколку ги имплементираш, едноставно, долгорочно тоа не е лажга, туку на тој начин си даваш притисок сам на себе, оние ветувања кои што си ги дал на тој продажен разговор, сега овој пат да ги имплементираш. И еве, кога би можел сето ова да го сведам само на две клучни работи, тоа би значело следно. Прво, дали размислуваш стратешки, како во претходниот случај кој што ти го дадов како Lidl, кој што има јасна програма, има јасен систем по кој што се регрутираат, вработуваат, значи процеси на разговори и останато, нели? Избор на кандидати, работни позиции, па се пополнува и се ова однапред се знае. Дали имаш ментор во компанија? Што значи ментор во компанија? Па човек вработен твој кој што ќе го земе за рака, буквално како учениче, овој твој нов вработен и ќе го воведе на работното место каде што ќе му, нели, плански ќе му помогне да што побрзо влезе во рутина, односно да го прилагоди на твојата организацијска култура, а тоа би значело дека можеби доколку вработуваш човек за продажба, ти знаеш и треба да седнеш и да размислиш и да направиш јасен план кои се клучните работи кои што треба да ги научи човекот во првиот месец, кои се клучните работи кои што треба да ги научи во вториот месец, третиот и понатамо, и многу јасно, за да има мотивација, оној ментор во компанија му доделуваш менторска награда, затоа што прво нити ти си, нити тој сигурен дали тој клиент, кандидат кој што си го регрутирал и вработил, дали ќе продолжи и понатаму да работи или во процесот некаде ќе се откаже. Па токму за да нема предрасуди, овој твој ментор или вработен во компанијата да рече па сега што треба, јас имам 300 работи уште некого да учам, па папа го овде повторувам, а овие влегуваат, излегуваат, а што имам јас од тоа? Е токму што имам јас од тоа, ти во тој случај му доделуваш менторска награда, како би, нели, го имал мотив и причина зошто да го едуцира овој твој нов вработен. Значи, клучот е следен: системи и ментор. Доколку овој чекор го немаш решено, голема е и огромна е веројатноста да дојдеш до оној факт или онаа заблуда која што често се случува кај пред работодавците или собствениците на бизнис, па младиве не им се работи, нема човек како што треба, сите се нетрпеливи, сите сакаат само плати чуда од еднаш, а никој не сака да работи, не ги бива за работа, па ги шетаат од едно место, па на друго место, на петто место, и на тој начин само ја пропуштаат приликата. А подоцна кога ќе видат истиот тој кандидат или вработен кога работел во нивната фирма и не се покажал или барем не видел дека има потенцијал во него, кој ќе види во друга фирма го вработиле и после не ми е јасно како бе кај мене беше човеков не го биваше, а некој друг работодавец се фали за истиот тој човек дека е вреден, дека е работлив, дека супер се прилагодил и едноставно ти си викаш можеби, но не сум сигурен, или критериумите се различни, или како и да е, но една е вистината, тоа е дека си имал потенцијал, но на тој начин ти си го пропуштил. Следна работа што би сакал исто така да ја дискутираме на денешниот подкаст, а тоа е дали реално е паметно да од сега почнеш да размислуваш твоите староседелци или постарите вработени, дали реално заслужуваат да добијат менторска награда, менторски бонуси или не. И втора работа, доколку имаш јасен формиран менеджмент, што најчесто луѓето као го имаат дефинирано, ама ништо не е дефинирано, и за ова ќе снимам посебна епизода, колку е тоа важно да биде јасно и гласно истакнато и сите во фирмата да знаат кој е одговорен, кој не е одговорен, а не нас како ни одговара. И што е поентата? Поентата е дека менаџерите во принцип треба да бидат ментори во компанија и менаџер е човек кој што ги знае сите процеси во самата компанија
И кога и да треба да вработи човек, буквално треба да го воведе на тоа работно место. Или еве ти, доколку некогаш си размислувал за оваа тема, ќе ти дадам еден пластичен пример за да видиш во реалноста како функционира Макдоналдс. Сите ние знаеме дека во Макдоналдс платите дали работиш во Србија, дали работиш во, не знам, Словенија, Грција или Америка, платите во Макдоналдс се движат помеѓу 700 и 1200 евра. И на Макдоналдс ова му е совршено јасно дека неговиот бизнис не е атрактивен и дека луѓето во најголем процент, односно повеќе од 90%, луѓето нема да се задржат долгорочно се додека не најдат некоја поатрактивна, по-добра работна позиција. И буквално на Макдоналдс совршено им е јасно дека нивниот бизнис модел е како транзитен центар на новодојдени, на новодоселеници, на луѓе кои што едноставно во моментот немаа подобар избор, можеби немаат образование или како и да е, значи имаат пониска вредност и ова не е ништо лошо. И токму затоа го имаат цел бизнис модел прилагодено на ваков начин, каде што менаџерите добиваат пати 3, пати 5 поголема плата од платата која што ја издвојуваат за вработените, оние кои што транзитираат низ компанијата, и токму менторот, односно менаџерот во фирмата, има јасна улога, а тоа е како на најбрз начин човек кој ќе дојде од улица, односно го регрутирале, како за што пократко време буквално го воведе на работно место, но овој пат преку јасна документација, преку јасна едукација, преку јаснен чекор по чекор, нели, и едукација, и вовед, и пракса, и контрола, и осамостојување, и за многу краток период, буквално од човек кој што нема појма воопшто за тој бизнис и за таа работна позиција да може за кратко време, буквално за месец или два, да го едноставно пушти во оптек или во работа, како да тоа го работел цел живот. На ова совршено им е јасно на Макдоналдс дека тој човек кој што нели сега се прилагодил или го вработиле, дека можеби за 2, 3, 4, 5 месеци да го напушти тоа работно место. На овој менаџер му е сосема јасно дека оваа процедура е игра без престанка, односно постојано се случува, но поради неговата плата, поради неговите бенефити, јасно и гласно му е на овој менаџер дека тоа му е работна позиција, односно едукација, приспособување, прилагодување, пренесување на организацијска култура и потребни знаења и вештини и што поврзо луѓето да ги прими на работно место. Оваа лекција која што нема денеска предприемач да ја научи, 100% тврдам, најодговорно тврдам дека во следните неколку години ќе има сериозен проблем, затоа што младите денес се понеоптеретени како претходните генерации од минатото, каде што буквално имаат работа да бираат, па буквално ако може да бира, тогаш едноставно тоа значи колку има поголем избор, тоа значи дека му е многу полесно да даде отказ и да се превработи на друго место и дека се ова ќе има уште поголем интензитет, а тоа значи дека оние компании кои што нема да го сватат ова, кои што нема да изгради системи, кои што нема да има менеджмент кој што се грижи за воведување на работни места и сето ова да биде јасно, напишано, формулирано, изградено како систем, едноставно цел живот подоцна ќе имаат проблеми со вработување, со регрутинг, со задржување на вработени, а сето тоа нормално дека влијае и на испорака на квалитетот, буквално на прометот, на добивката, што значи буквално основни елементи дали тој бизнис и понатамо ќе екзистира или нема да екзистира. И за самиот крај, само ќе те подсетам, односно ќе ти поставам едно прашање да размислиш, а тоа е дали во твојот бизнис, дали начинот на кој што ти денес го водиш твојот бизнис, познаваш некој човек кој што е, не знам, на 50, на 60, на годишна возраст, кој што нема проблем со вработени, кој што и понатамо работи и се шири и се развива и едноставно нема ваков проблем. Ако одговорот е да, тогаш јас сум во грешка, ако одговорот е не, тогаш еве ти уште еден показател зошто подхитно ова треба да го имплементираш во твојот бизнис. Сети се дека староседелци и новоседелци дека е сосема нешто нормално или буквално едноставно како снаа и свекарва кој ќе дојде снаата нели во некој во домот на младенецот,
буквално е како на смотра, ја гледаат што прави, како се однесува, нели, не знам што, и на двете страни сето тоа им е непријатно. Токму затоа паметниот одговор, доколку немаш системи, немаш менторова компанија, тогаш еден по еден, не барзај никаде. Поздрав и се гледаме во следната подкаст епизода.